Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговарам со Гордана Каракашевска. Имам задоволство да разговарам со една млада, би рекол, но сериозна личност во македонската литература. Па, првото прашање ќе биде поврзано со вашето родно место, со Пехчево. Пехчево е едно не многу големо, би рекол малечко, но убаво место помеѓу Делчево и Берово. Таму го завршивте основното училиште и потоа продолживте со школувањето, со образованието во Скопје. Ајде, Гордана, да се вратиме малку во Пехчево. Најпрви добро вечер до вас и до гледачите. Ви благодарам за поканата, чест ми е навистина. И со ово убаво прашање ме враќате во најубавиот период од животот, верувам на секоја личност, на секој од нас, тоа е детството. Детството или родното место е лулката, значи нашата лулка. Со Пехчево ме врзуваат најубавите спомени, најубавите сонешта, значи таму се сите мои почетоци. Почетоците на читањето, почетоците на пишувањето, љубовта кон книгата, љубовта кон пишаниот збор, љубовта кон родното место, затоа што е голема вистина дека сите ние што сме заминале од родниот крај, па и од родната татковина, чувствуваме секогаш една силна носталгија спрема родното место и секогаш имаме нежни, убави, пријатни чувства за родната куќа, за родното место, за родниот град, за родната татковина. Така да јас на моја многу рана возраст, нели со доаѓањето за да учам средно училиште во Скопје, а и подоцна во мојот живот кога се одселив и 5 години живеев во Италија, во Торино, многу убаво ги знам сите тие чувства и емоции и сета онаа носталгија што сум ја чувствувала и денес ја чувствувам затоа што живеам во Скопје кон родната куќа и кон Пехчево, кон родното место. Велат дека родното место на еден одреден начин, јас би рекол на еден многу битен, еден многу значаен начин, го определува понатамошниот пат на секој човек, па и на писателите, на творците, на уметниците. Но она што е карактеристично за вас, Гордана, е дека уште од најрани години, значи уште од младост, се определувате за литературата, за пишувањето, но и за уметноста. Поточно за сликарството. Така. Па би сакал второто прашање да биде токму на таа тема. Литературата и сликарството. Зошто сликарството? Брат, литературата и сликарството се браќа и сестри? Па се, ако литературата е нели уметност на зборот, тогаш сликарството е уметност со боите. Многу убаво прашање и многу убава ваша констатација. Јас се согласувам со вас дека родното место, родната куќа и околината, тоа што сме ние и нашето потекло, многу влија и многу има големо значење за понатамошниот развој на едно дете. Би започнала со тоа што ќе кажам дека во библиотеката на моите родители, сепак треба да знаат гледачите дека јас израснав во едно во поинакво уредување, значи се уште постоеше Југославија, значи пред распајањето на Југославија. Во библиотеката на моите родители ги имаше избор на делата од Пушкин, избор на делата од Есенин, 5-томен избор на Перлбак, сите дела од Толстој и сите дела од Достоевски и со нели избор на делата за ликот и делото на Јосип Броз Тито, неминовно беше во секоја библиотека во тоа време. И морам да ви кажам дека јас започнав само да се надополнам во тој комплет, во таа библиотека на моите родители беа и 3-томен избор од изборот на поезијата на Радован Павловски. Тоа е, говорам сега за делот од Кучување на патиштата и неговата поезија сместена во прв и втор дел. Тука се нели Зрно и понатаму. Така да јас уште многу рано почнав да читам поезија, подоцна и проза. Започнав со Пушкин.
со Есенин понатаму и со Радован Павловски. Кога го открив Радован Павловски, буквално се заљубив во него и во неговата поезија. Подоцна ја прочитав Перлбак и незините познати, нели таа е позната и Нобеловка, Добра земја, Мајка и синови. Тие книги ми доближија до животот и историјата на Кина. Значи, ние сега говориме за едно време и за едно дете кое нема ни 15 години и кога не постоеше ни Google, никако не можевме да знаеме како е или која е историјата на Кина или како живееле луѓето 18-19 век. Така да преку книгите, така што се извинувам, преку книгите дознавав многу работи и мојата љубопитност растеше се повеќе и повеќе. Морам да ве прашам, бидејќи во вашата биографија пишува дека сте започнале да пишувате по 13-тата година. Така. Тоа е обично ние велиме, нели, периодот на раната младост, на јуниорите или на пубертетот. Но многу убаво посочивте дека и во тие млади, рани години сте имале можност да ги читате и Пушкин, и Есенин, но и Радован Павловски. Да. Па додека говоревте за Радован Павловски, ми прелета една мисла и сакав веднаш да ве прекинам и да ве прашам. Го запознавте ли Радован Павловски во живо, бидејќи тој неодамна почина и беше мощне присутен, можеше да се сретне и во градов Скопје, и на Срушките вечери, и на други места. Прашањето ми е дали имавте жива средба или да. не? Имавте. Да. И дали авторот што сте го читале ви беше ист или многу различен од авторот со кој што се сретнавте? Не ве прашувам случајно, бидејќи и мене ми се случувало многу пати. Некој автор да го замислувам многу поинаку кога го читам, кога не го познавам, посебно кај од странство, и си мислам, според неговите текстови, овој автор е висок, тенок или обратно, е низок, крупен, и кога сум се сретнал, сосема спротивно физички ми изгледал, но духовно верувам дека Радован би бил ист, зашто тој и во неговата поезија и во неговото физичко присуство беше многу сличен. Имаше многу метафизика, многу фантазија, многу имагинација кај него лично. Но вие кажете, да не испадне јас дека сега ви наметнувам некаков си впечаток и заклучок. Морам да кажам дека кога го видов, знаев дека е Радован Павловски. Така. Се тресев. Стоев пред една величина, мислам. Так. Стоев пред, за мене, во тоа време, па и се уште, да. Еден од најголемите поети Апсолут. На овие наши простори. Вистински и морам да ви, бард. кога сме веќе кај Радован Павловски, да ви откривам како се случи тоа. Добре. Значи, тоа беше во моите средношколски денови. Тогаш почнаа да ми објавуваат, да бидат објавени моите први песни во Колибри, а подоцна и во Лик во Нова Македонија. И нашата средба се случи сосема случајно во зградата на Нова Македонија, онаа матичната зграда на Нова Македонија, горе во, дали беше тоа како фоаје, кај што има нели новинарите и кај што се собираат сите писатели. Во бифето. Во бифето. На четвртиот кат. Да. Морам да ви кажам дека кога дојдов во Скопје да учам, собрав сила, значи храброст, да појдам во Нова Македонија во одделот за литература за деца во Колибри. Во оваа прилика го поздравувам Перо Миленковски, тогаш беше главен и одговорен уредник. Тој беше уредник на Колибри, да. А со него работеше сега веќе покојниот Наум писател за деца Наум Попески. Така. Наум не ги отвори сите врати. Исто и Перо Миленковски, секојаш ми беа голема поддршка за мене и за моето творештво. Ти објавува песни. Да. И секојаш кога ќе појдев во Нова Македонија, бев пречекана со расширени раце, со една голема љубов, топлина чувствував од нив
И секогаш ме носа мене лимонада или сокче, а тие ќе се земеа чај или кафе. И таму имав прилика прв пат да го запознам Радован Павловски, во тоа време се уште беа живи голем број од големи силни имиња, Гане Тодоровски, Славко Јаневски, Петр М. Андреевски, Матеј Матевски и други. Исто, значи, морам да кажам дека и прв пат моите први чекори, кои зачекорив во седиштето на Друштвото на писателите на Македонија, се случи токму со нели уредниците на Колибри. Тоа беше во далечното, па јас кога сум била средношколка, далечно минато. Да им објаснам малку на гледачите. Емисијата во потрага по вистинскиот збор веќе ја снимаме, ја емитуваме втора година поред. Некаде над 100 емисии се во прашање. И сите тие емисии се во живо. Тоа значи дека нема претходна подготовка со соговорниците. Вистина. Не им ги кажуваме прашањата и токму затоа и тебе можеби малку те изненади со прашањата за Радован. И многу пријатно ме изненадивте, ме вративте во едно многу убаво време. Так. Па да продолжиме, значи следното изненадување ќе биде поврзано со Италија, со Торино. Неколку години од својот живот поминуваш во Италија, во Торино и сигурно носиш неизбришливи траги, неизбришливи спомени, впечатоци од Италија. Кажи ни накратко нешто за твојот престој во Италија, па потоа ќе одиме на други прашања поврзани со твоето творештво и литературата. За гледачите и за сите тие што не ме знаат, значи јас со пишаниот збор, ако се дружам нели од дете, пишувам од дете, сепак активно сум на нашата македонска книжевна сцена последниве 4 години. Цел живот сликам. Од секогаш сум сликала. И кога требаше да се определам понатаму во животот за професија, никако не можев да одберам едно и сега не можам да одберам. За мене се и сликарството, и читањето, и пишувањето. Многу се сродни, многу се поврзани. Да, и многу други работи што мене ми причинуваат задоволство и ме прават среќна, се дел од мене. Зошто замина во Торино, се случи, сакав да заминам во Торино и не случајно го одбирав Торино, затоа што Торино е град на уметноста. Так. Број некаде околу 2 милиони жители, мислам, сигурно има повеќе, порано имаше многу нели кландестини онија што се на црно, меѓутоа сега не знам, вратено сум повеќе децени, така да не знам како е сега. Меѓутоа многу голем град, со многу библиотеки, многу убави библиотеки, достапни се е достапно за граѓаните. Кога заминав не знаев италијански, значи само знаев си и но. Меѓутоа таму одев на училиште, го совладав и граматички доста добро италијанскиот јазик и говорно. И во библиотеките бев член на 2 библиотеки, беа секојдневно мој дом, ми беа дом. Так. Кога не сликав, бев таму, истражував и морам да кажам дека јас сум самоук сликар. Се што научив таму и научив преку сликањето и преку книгите и преку теоријата за сликарство. Бев член на една галерија со која што имавме 2 пати во годината групни изложби, така да вносам едни многу убави силни впечатоци, едно многу големо искуство и морам да кажам дека кога се вратив во Македонија, јас не се вратив со цел да останам во Македонија, меѓутоа склоп на околности, семејни, не би рекла проблеми, него семејни причини, останав. Тогаш син ми веќе беше во средно училиште во Јосип Броз Тито, потоа беше прашање на негов избор за кој факултет и некои работи се, верувајте, поважни од парите или поважни од нас самите. И од кариерата, така. Поважни од се, а тоа е секако детето. Тој секогаш имал предност во се. Така да сега сум тука. Сега веќе тој е возрасен човек, самостоен. Така.
голем бенефит, голема полза имаат сите што престојуваат во странство, така и вие лично, бидејќи пишувате песни и раскази на македонски, но и на италијански. Да. Бидејќи го владеете тој јазик, а се разбира, пишувате и на српски и на англиски јазик. Значи, тоа се 4 сериозни, би рекол, јазици. Она што е интересно, кога говориме за вашите почетоци, е и оваа тетратка. Оваа тетратка, која што ќе ја покажем и ќе ја снимат камерите, ги покажува вашите творби, кои што сте ги пишувале, еве се гледа, со пенкало, со мастило, па сте ставале и по некоја илустрација, по некој цртеж. Еве како изгледа, почитувани гледачи, тетратка, многумина велат дневник. Не се тоа само дневници. Не, ова е тетратка со песни. Со песни, да. Да, првата песна има и датум кога е напишана. Еве, се одлепуваат некои сликички. Тоа е затоа што се стари, времето сепак е, так. си го прави своето. Так, сега тука, покрај оваа тетратка, имаме една друга тетратка, во која што авторите често, нели, си сечат текстови од весниците, каде што објавиле, каде што... Ова е првата моја песна Сеќавање, објавена во Колибри, еве ја тука доле. Да, еве ја, да. И си стои датумот кога е објавена. Па еве, пишува 5 март 1991 година, далечната. Еве вака... Веднаш други песни, Мир и љубов. Да, ова сега личи на еден споменар. Желба, веќе овде да. Се песните во лик објавени. Так. Ова се некои значи, интервјуа. секој автор си има вака своји записи, своји траги, би рекол, свое сведоштво. И морам да кажем дека соработката со Колибри и ден денес се уште постои. Да. Убаво ова ме потсети мене на мојата младост, кога јас едно време вака собирав, па после реков не можам ова да го правам и за жал прекинав, а инаку убаво беше да се чуваат овие спомени. Но, нашата емисија има само 45 минути, а ние овде имаме повеќе книги, повеќе изданија што треба да ги представиме и затоа јас веднаш сега ќе одам на вашето творештво и ќе кажам дека имате објавено 6 книги. Да. И тоа, поезија, Скршен поет и други поеми, објавена во 2021 година, Куќа од хартија, следната, односно 2022 година, и поетската книга Патот на водата, објавена 2023 година. Така. Значи 21, 22, 23 година. И проза, Синьор Џордано и размислувањата за сомневањата, дилемите и прашањата и за некои други ситни зрнца. Раскази, објавена 2021 година. Понатаму, разголување во годината на козата, роман, 2021 година исто така, и Се на овој свет, роман, објавен 2025 година. 6 самостојни книги, тоа не е малку. Тоа е еден, би рекол, сериозен опус и јас, еве полека, ќе ги покажам и тие ваши книги. Ова е Се на овој свет, значи најновата ваша книга, објавена е од издавачката куќа Бата прес од Скопје. Така. Објавена е оваа година, 2025-та. Излезе од печат на 5 мај. Тоа е денот на македонската азбука. Така. И беше промоцијата на сајмот на книгата во Скопје. А овие денови беше представена книгата и на најголемиот саем во светски рамки, тоа е саемот во Франкфурт. Во Франкфурт. Саемот за книга во Франкфурт. Морам да кажам дека навистина книгата изгледа убаво, прекрасно. Ви благодарам. Понатаму, вашата книга Патот на водата, станува збор за поезија. Оваа книга е издание на издавачката куќа, односно списанието Современост. Да. Објавена во, како што кажав ми пред малку, во 2023 година.
инспирација за оваа книга е Охрид, Охридското езеро, Струга и Црн дрим. Значи водат. Така. Убав е насловот, Ви благодарам. инспиративен. Понатаму, Куќа од хартија. Еве уште, морам да кажам дека убави ви се насловите на книгите, Благодарам. ми се допаѓаат. Сигурно водите многу сметка кога ги крштевате. Ова е издание на ПНВ публикации. Значи, Книгата е насловена така затоа што има песна во неа, што е дел од оваа збирка, Куќа од хартија. И со уредникот на книгата, со Јован Димовски, да. Одлучивме да насловот да биде Куќа од хартија. Разголувања или поднаслов во Година на козата, тоа е сепак психолошки експериментален роман. Станува збор за еден ден на еден лик, на ликот на Марта, која слика како да се наслика љубовта. Так. И насловот на интересен, значи ментално разголување, нема воопшто никакво. Насловот на книгата е Разголување и токму тоа сакав да прашам. Ние авторите постојано се разголуваме. Да, пишувањето е разголување, откривање на дел од себе. Од интимата. Да, од душата, од нешто најинтимно што го носиме во нас. Ова е книгата со долг наслов. Да, Сеньор Џордано. Сеньор Џордано. Морам да ви кажам за оваа книга дека почна со еден расказ. Така? Значи, јас прво напишав, ми се појави ликот на Сеньор Џордано. Тој е професор по епистемиологија, тоа е наука за знаењето и има едно интересно хоби. Хоби му е орнитологијата, тоа е наука за птиците. Подоцна почна да се раѓаат расказ по расказ и така се создаде оваа книга збирка раскази. Кога излезе од печат, почнав да работам на второ продолжение, меѓутоа сега е во застој. Дали ќе биде завршена, објавена, не знам. И имаме тука уште една книга, Скршен поет и други поеми. Да, тоа е мојата прва книга поезија. Поезија. Пишувана е по смртта на мојата мајка. И сите оние емоции, чувства се запишани тука. Во оваа книга песните се подолги, така за еден млад автор. Тоа е навистина тешко, ама е убаво. Јас лично се радувам кога еден млад автор пишува и подолги песни, а не само минијатури, не само хаику. Сега полека доаѓаме до она неминовно прашање. Убаво рековме на почетокот дека нема некои големи бариери, големи разлики во уметноста, па и меѓу книжевноста и сликарството. Ама нема големи разлики ни меѓу поезијата и прозата. Нема. И сигурно повеќе од авторите се и писатели, се и сликари или музичари и слично, но повеќето од авторите се истовремено и поети и прозаисти. Да. Сакав да прашам, на тасот, на вагата, каде оди стрелката повеќе кон поезијата или кон прозата во вашиот случај? Повеќе сте поет или сакате да сте прозаист? Тешко е прашањето. Тешко е. Иако е едноставно, ама е тешко. Тешко е. Во последниве години повеќе работам на прозни дела. Така. Иако се по-тешки за пишување, од причина што бараат време и бараат концентрација и бараат континуитет. Значи, кога пишувате поезија, еве конкретно за Куќа од хартија, Така? песните што се во Куќа од хартија се пишувани со години. Значи, неколку години, па подоцна се одбрани 50-60 песни и се издадени, значи филтрирани се направени некој избор. Меѓутоа за проза, прозата бара дисциплина. Значи, тоа е многу важно. Мора да бидете дисциплинирани и да не го изгубите текот на пишувањето. Меѓутоа, многу се разликуваат пишување проза и пишување поезија. Морам да кажам за мене конкретно, дека целата моја поезија е автобиографска. Добро.
Значи, сето тоа што јас го носам во себе, што сум го носела, сето тоа што сум, сето тоа што го доживувам секојдневно, сето тоа што го мислам, што го чувствувам, што го сакам, што не го сакам, сето тоа е поезија. Сето тоа што е фикција е проза. Така. А прозата морам да ја изградам од ликови. Ликовите треба да бидат живи. Значи, прозата мора да биде жива. Верувам дека секое едно прозно дело, кога ќе си го најде вистинскиот наративен глас, нели и тек, полесно ќе се напише. И многу важно е за проза, кога се пишуваат посебно романи, е да се знае крајот. Ако вие го знаете крајот на вашата книга, многу полесно ќе ја напишете. Тоа е како пишувањето, го гледам како брод кој мора да има правец. Ако вие не знаете кај одите, ако немате правец, никаде нема да ве однесе, значи ветерот ќе ве мава натаму. Има едно непишано правило, велат познавачите на уметноста и на литературата, некогаш писателот долго време размислува за насловот на песната, на расказот, на поемата, на романот. И кога ќе го има насловот, тој всушност ја има и книгата. Или обратно, ја пишува книгата и нема наслов. И на крајот се мачи и вели насловов треба да произлезе од книгата и произлегува. Кажавте дека сите ваши песни се автобиографски. Да. Јас веднаш ќе кажам дека генерално, да не лицитираме со проценти, дали 90, дали 99 на 100, писателите пишуваат за себе си. Многу често, главно тука се нивните доживеалици, нивните искуства и слично. Мене ми се допадна од вашиот одговор дека во поезијата е автобиографското, реалното. Сум целата јас. А во прозата е и фикцијата, односно фантазијата. Приказната што сакам да ја раскажам, некоја приказна што ја имам. Так. Но, знаат гледачите дека песната е секвенца, е миг. Да. Нешто што се случува многу брзо, многу фреквентно, многу истан, би рекол. А прозата, за разлика од песната, е нешто што се создава побавно, подолго, би рекол потрајно, бидејќи таму има и некако влез, вовет, па кулминација, па перипети, па нијанси, па враќање на действието и слично. А песната се случува во еден миг, како флеш, како блесок. И добро е кога авторот се пронаоѓа и во едното, и во другото. А најбитно е дека секој автор си создава една своја препознатливост, една своја оригиналност, еден свој стил, бидејќи тоа е најтешкото. Најтешкото е да бидеш различен од другите. Да бидеш свој. Да бидеш свој. Значи да знаеш какви се другите, ама ти да не наликуваш на нив. Убаво е да кажат, личиш на Радоан Павловски, личиш на Лорка и слично, но да не си Радоан Павловски, веќе Радоан Павловски е еден, или Лорка, или Есени. Не може никој друг да биде Радоан Павловски. Не може да биде. Секој друг ќе биде само плагиатор, епигон, значи имитатор. Но, како доказ за вашето творештво, се и овие книги овде што ни ги донесовте. Овде е една антологија на албански јазик, каде што сте и вие застапени. Па кратко кажете ни нешто, само да кажем, во Албанија книгите се прекрасни, толку се убаво опремени, изгледат изворедно. И многу ми намислат дека Албанија не е толку напред во издаваштвото, напротив. Албанија е многу напред во издаваштвото и кога ќе дојдат тие како учесници на нашиот саем на книгата или ние кога ќе отидеме во странство, гледаме дека нивните изданија
се навистина изворедни. Значи, тие навистина го имаат фатено чекорот со... Еве книгата се отвори. Да, се отвори кај Гордана Каракашевска. Да, Гордана Каракашевска. Значи, оваа антологија, преведени се 3 мои песни од Куќа од хартија на албански јазик. Така. Со кратка биографија за секој автор. Издадена е во склоп на поетскиот фестивал во Саранда, кој трае 3 дена, интернационален е, со гости од цел свет. И многу сум срекна. Тоа е мој превод на албански јазик. Така. Сега ќе представиме и оваа книга, ова издание, Антологија на копнежот. Ова антологија ја подготви Виолета Танчева Златева. Да. Издание на 3, навистина едно ретко издание. Чест ми е што сум застапена, затоа што... Еве и јас ја најдов, отворајќи мојата песна во книгата, покри многуте други автори. Да знаете, значи, од најраните почетоци, од Миладинови, па се до најмладите македонски поети. Така. Се застапени. Одлично издание. Нека продолжи Вики да прави вакви тематски избори во иднина, бидејќи недостасуваат. Ова е исто така една многу убава антологија. Ретка убава антологија. За женската поезија, да, само диви. Само диви, тоа е панорама, го читам под наслов, да, на македонската поезија пишувана од жени од преродбата до денес. Изборот и подготовката се на Славе Ѓорѓо Димовски и Илијана Величковска. Издавач е Поетска ноќ во Велестова. И ова е една, навистина, сериозна книга, сериозно издание. И доаѓаме до книгата Литературно шаренило на Балканот, како шаренило, како мозаик, како панорама. Така. Каде што моја поезија е преведена на босански јазик. Така, збирка од 11-тиот меѓународен книжевен фестивал Балканска вечер на поезијата, одржан во Скопје. Така. Убави изданија, убави книги. Сега овде има една папка со многу сертификати, многу награди, дел од нив, многу признанија, бидејќи човек што е активен, што постојано работи, што постојано пишува, нормално дека ќе добие и награди и признанија. И јас вака само на брзина ќе ги прелистам. Тие признанија се од Домот на културата Кочо Рацин од Скопје, од издавачката куќа Едукамак, од градската библиотека Браќа Милдиновци од Скопје, понатаму од Асоцијација на босанците во Македонија и други, многу има, да ќе ни отиде целата емисија, ако сите ги спомнам, но навистина овде се гледа вашата активност. Еве една диплома од Сдруженијето на балканските уметници. Ова е, мислам, од Русија. Овдека е една диплома од Русија. Понатаму имаме уште неколку сертификати. Овие се веќе за награди. Уште неколку, да, дипломи. Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар. И други изданија и други награди и признанија кои што и ги имате добиено. Сигурно ви се многу драги и многу битни, бидејќи да не бидеме нескромни, сите како малечки деца се радуваме кои ќе добиеме некоја награда и некој признание. Па да, ни значат како на автори, ни значат. Так. Сега, овде се донесовте само неколку списанија со кои што сте се работувале и каде што се објавени ваши творби. Да, ова е Стремеш. Тоа е списанието Стремеш од Прилеп, едно од... Овде сум со 3 раскази застапена. Така, едно од, би рекол, најдобрите списанија во Македонија. Да. Значи, покрај Современост, Разгледи, тука е и Стремеш. Еве го Современост. Овдека ми е објавен есејот за 100 годишнината, нели, од за Ацо Шопов. За Ацо Шопов, одраѓањето на Ацо Шопов. Еве уште еден број на две изданија на Современост, во едно сум со раскази, во второто сум застапена со поезија.
Еве го Радован Павловски, така што говоревме, заедно со Луан Старова и со Драги Михајловски. Но тоа не е се, малку брзаме, нели, бидејќи полека ќе дојдеме и до крајот на емисијата. Овде е изборот поетски водопади од Адем Абдулаху. Во која што јас се јавувам како рецензент. Така. На албанската поезија, избор од албанската поезија. И оваа книга ми е многу драга, затоа во 21 грам од Тони Манџуковски Манџук, добро. Двојазична е, македонски и англиски јазик, каде што мој е препевод на неговите песни на англиски јазик. Браво. И овде имате една од наградите што сте првата награда која ја имам што сте ги добиена. добиле. Во 2002 година беа во жири Томе и Тамара Арсовски. Македонската телевизија. Во тоа време на македонската телевизија секој месец одеше конкурс за најдобра поезија. Во тоа време ги праќавме по пошта, препорачано и постоја, нели, дома има фиксен телефон. Се сеќавам дека ми се јавија и ме известија дека сум наградена за тој месец, мислам дека е јуни или јули. Да. Тогаш ги запознав Томе и Тамара Арсовски. Да, еве со нивните подписи. И гостував на македонската телевизија, ја прочитав песната Љубов, што ми беше наградена и многу ми е драго што таа песна е во куќа од хартија објавена. Песната Љубов. Инаку сте ја добиле како награда книгата драмски од Коле Чашеве. Дивертисман од Коле Чашеве. Повеќе книги беа, мислам 10, меѓутоа тоа е едната кај што е напишано посветата. Да. И имаме овдека едно издание, новогодишни раскажувалки, збирка раскази за деца, издание на Едука Макот Скопје, објавено 2024 година. Еве, Гордана Каракашевска е застапена со љубопитната Снешка. Тоа е расказ за деца. А тие имаат списание Смешка. Смешка. Значи и Снешка и Смешка. Снешка, од Снеже, Снешка. Да, Снешка, нагалено. Кога ќе се прелиста дел од творештвото, дел од објавите, во списанијата и во книгите, се забележува еден изминат пат. Тој изминат пат е всушност и најголема обврска и најголема мотивација за авторот да продолжи понатаму да создава, да биде присутен, да биде активен. Па не можеме да не прашам што подготвува ново Гордана Каракашевска на поетски, на прозен, ама може и на сликарски план. Постојано работам, речиси секојдневно. Така сум навикната и така функционирам. Паралелно пишувам повеќе книги, и проза и поезија. Така и читам, значи мислам дека мојот мозок некојаш е како машина, всушност како да се повеќе универзуми и сите тие се надополнуваат еден со друг. И никош не ми е досадно ако немам инспирација за проза, јас воопшто не го земам тоа како за крај на светот. Се префрлам на некој друг интерес, на некоја друга, на друг проект. Или ако воопшто немам инспирација за пишување, тогаш јас читам или сликам или ги правам некои работи што сакам да ги правам, како што е фотографијата или не знам, плетењето, да кажам. Како доказ, ова морам да го соопштам пред гледачите, дека сте активни, дека читате. Пред да ја започнеме оваа емисија, вие дојдовте со една моја книга, поетска книга, Гулап и ноќ, сте ја прочитале и посакавте, пред да ја започнеме емисијава, да ви се потпишам, да ви дадам една посвета. Мене би беше многу драго, многу пријатно, што воопшто таа моја книга дошла кај вас во вашите раце, бидејќи дошла кај човек што знае да чита, ама и сака да чита, бидејќи денеска, ако е нешто проблем, тоа е читањето. Денеска има голем број автори, но се помалку, за жал, вистински читатели. Јас сум пред се читател, морам да кажам. Така, и не, тоа го докажавте и со ова книга што ја донесовте и мене ме вративте малку на таа книга, на тоа издание.
А уште повеќе ми значеше кога рековте дека некои од тие песни би оставиле печаток. И тоа е најбитно. Најбитно е тие наши стихови, тие наши песни да излезат од тишината. И да допрат нечии други хоризонти, универзум. Така, да дојдат до нечија друга душа, нечие друго срце и некој друг да ја разгатне нивната смисла, да ја прочита и да ја откри нивната порака. Верувам дека и вие полека си создавате ваши консументи, ваши читатели, ваши следачи, кои што едноставно, кога ќе ве сретнат, како вие што сте сретнале Радоан Павловски, ќе речат: таа ваша песна, тој ваш расказ, го помнам и остави впечаток. Мислам дека тоа е магијата на творештвото. Ние всушност создаваме поради тоа. Создаваме пред се поради читателите, а не само поради себе си. Така е, се согласувам. И сега, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, ќе ве замолам во ова наша фамозна или волшебна тетрадка нешто да ни напишете како со еден од овие фломастери, одберете си боја. Значи, на оваа страница една мисла, една порака, нова, едно гесло и ќе се подпишете да оставиме една тавтолошки, да кажам, потрајна трага. Ќе го прочитаме подоцна тоа, кој ќе напишете. Гледачите го слушаат само чкатањето на фломастерот. И сигурно... Треба да се подпише? Да. И сигурно... Скратено или како? Скратено. И сигурно си љубопитни да чујат и да видат што напишавте. Ајде, прочитајте го тоа што го напишавте по раката. Понекогаш небото е сиво, понекогаш и денот е сив, но во секое сиво небо има и малку сино. Така. ПС, пишувањето е среќа. Така. Повелете. Се согласувам и сакам со рака да ви честитам за се досега што имате создадено, напишано и насликано, да продолжите така, а ние верувам ќе имаме и следни средби кога ќе поразговараме и за тие ваши нови, односно најнови творби. Да бидам искрен, овие средби со колегите, со писателите, со ликовните творци, мене ме хранат, ме освежуваат, дури би рекол ме подмладуваат и ќе ги правам се додека можам, бидејќи тоа вистински го сакам. Ви благодарам. И јас ви благодарам на вас.